Сега за одговорот на прашањето, јас работам во дел на лидерство, работам во бизнис, градам, помагам на луѓе да станат лидери. Каква врска тоа има со родителството? Први лидери на децата се родителите. Че ние како родители имаме улога на лидери. Ние, децата нас не гледаат како рол модели. Сега, каде е збунката? Вистинските лидери создаваат лидери, а не следбеници. За жал, многу од родителите во поставувањето кон децата создаваат следбеници. Што е разликата? Сега да илустрирам, типична цел на воспитување во Македонија е да создадеш мирно, вредно, културно и послушно дете. Кога ќе видиме такво дете, леле колку е воспитано, цело време, значи мирно, седи, послушно, тоа дете е следбеник. Тоа дете ги слуша вашите инструкции и ги извршува. Супер. Тоа дете ќе ја слуша секој што ќе му се постави авторитетно, без разлика дали оно се согласува или не се согласува. И ти имаш општество во кое што некој ќе ја злоупотребува власта, ама ние ќе ќутиме, пошто тоа е родителот на кој што не смееме да се побуниме. За разлика од тоа, свесното родителство треба да создаде независни, самостојни, активни и кооперативни деца. Че детето да знае да соработува, но да биде живо, да биде активно, да учествува и клучно да биде независно. Да создадам дете кое што ќе може да јаде само, да се качи само, да се пресоблече само. Сега во тие обиди е клучно како ние се поставуваме. Проблемот е што ние сакаме да ги заштитиме децата од болка. Ако јас сакам моето дете да го научам да се качува само на столче, оно ќе треба да се помачи. Ама јас толку многу го сакам, што не сакам да се мачи и ќе му дадам рака и ќе го седнам само на столче. Што правам? Ја не му овозможувам да проба само да научи. Тоа што кажуваше Мими со кожуречот, ако јас му го отворам кожурецот и оно не се помачи да излезе, оно нема да ги развие крилцата и нема да научи да лети. Ти имаш деца, тоа што го каже докторот, на 5 години ги возат у количка, не може да прават едноставни работи, што кога има 2,5 години, зима тегла, ја отвара, става житарици, отвара јогурт, го става, го меша и јаде. 2,5 години сам. Зошто? Бидејќи многу пати пробал со лажичката историја. Ние не сме го канале, му паднало јогурт, окей, се обидуваме пак. Тоа што е наша задача како нивни лидери е да работиме на потикнување на нив да станат независни, храбри, самостојни и клучно во тој дел, тука се наоѓаме со Мими во дискусијата, е до тие 5 години да не му го скршиме духот на детето. Родителите сакат послушни деца, не независни деца. И тоа е најголемиот проблем. Ако ние направиме независни деца и тие останат такви, ние сме направили најважната работа. И за крај, во овој дел од прашањето, тие што работиме личен развој, знаеме дека кога ќе дојде човек и нас и работи на себе, се што прави е ги лечи травмите од детството. Што значи личен развој? Ти доаѓаш овде и викаш имам страв, што е стравот? Ти викале, не те фалеле, те критикувале многу. Внимавајте како родители, имате одговорност дали на детето ќе му направите однос со кој што нема да го заштитувате, нема да го повредувате, ќе му направите амбиент да го задржи духот жив и низ тоа да расте и да стане независна и самостојна индивидуа. Комплицирано е многу, ама да ни биде јасна целта. Билена, дали е